Предстојат матурски прослави и ризик прославите да не завршат според очекувањата. Матурските вечери се ден за паметење, но и денови на слабост на родителите кон матурантите. Колку родителите се одговорни за однесувањето на децата за време на матурските прослави? Не се ич одговор. Тоа е како ги советува, така ќе си тера децата. Тоа е домашно воспитание гото. Родителите се секогаш одговорни за децата, не само за матурските. Ама таа одговорност не постои кај родителите. Највеќе се одговори. Па некои се одговори, ама некои не се. И зависи и до децата. Треба децата да бидат мирни. Треба да не пијат толку алкохол, да бидат секако што треба. Па и родителите малку да се загрижат. Мора да има согласност и од родителите и од децата. Поради ова, МВР се огласи со апел до матурантите, но и до родителите. Не дозволувајте им на своите деца да одат на матурска прослава со автомобил. Грешките во сообраќајот може да бидат фатални. Затоа, на матурска прослава без автомобил, без конзумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир. Во овој контекст, МВР ќе организира засилени контроли на сите пунктови, вклучувајќи ги местата на прославите, градските улици, но и пофреквентните точки. Годинава само во Штип денот на зрелоста ќе го прослава 443 матуранти кои веќе се подготвени за матурските вечери, кои почнуваат од понеделник и ќе траат се до крајот на месецот. Предупредувањето за нивното однесување годинава е поголемо од било кога, и тоа подразбира потреба од зрело однесување од нив и на алкохолот и другите недозволиви супстанци да не се ни помисли.